тежок чекор до сега, следново скалило, што веќе добро го Во живо на Рузвелтова, колешката Сузана Апостолова ќе зборува со еден од соработниците на Тоше Проески. Денеска, Суза, зборуваме за ликот и делото и делата кои што ги остави Тоше Проески зад нас и аманетот кој што всушност го остави да го пренесуваме неговиот лик и дело на помладите, на помладата генерација. За нас секогаш ќе остане Тоше Проески, има само датум на раѓање. Да слушаме со внимание. Да, Јована, на Рузвелтова 3 или уште една скала е една од многуте песни на Тоше кои публиката ги пееше во еден глас на неговите концерти. Се наоѓаме утрово на 16 октомври токму на Рузвелтова и се подсетуваме на убавите рефрени, ангелскиот глас и прекрасната енергија и љубовта која што Тоше ја споделуваше со сите. А тоа најдобро го знаат оние кои што соработуваа со него. Затоа утрово разговарам со Гоце Узунски, член на составот Синтезис. Добро утро. Добро утро и поздрав до гледачите на на македонската телевизија. Гоце, сите што го познаваат Тоше многу пати знаат да кажат дека Тоше имаше харизма која ве тераше некако да му се воскитувате. Па затоа би сакала да ве прашам, според вас, зошто Тоше беше толку посебен и како вие го доживеавте преку вашата соработка, дружењето, но и пријателството? Тоше пред се беше добар човек, многу приземен и многу едноставен. И веројатно таа едноставност го правеше да биде толку голем. Значи беше позитивна личност со насмевка, да се поздрави, со позитивна мисла и реакцијата со секој што се запознал била исто на тоа завидно ниво. Така да ние имавме прекрасна соработка уште со нашето прво запознавање во неговото Крушево, беше на наш концерт на групата Синтезис во 2001 година на Гумење. Тогаш за прв пат се запознавме. Набрзо после тоа, истата таа година, бевме на турнеја во Австралија заедно, каде што уште подобро, бидејќи летот е долг во Австралија и назад, а ние бевме покрај нас поголема екипа на пејачи од естрадава, беше Сузана Спасовска, Војо Стојановски, Игор Џамбазов, и бидејќи бевме и поголемо друштво во авионот, а летот е долг, Игор имаше мало примче и таму се пеа песни и беше забавен и интересен за и персоналот во авионот, а и патниците кои што имавте можност подобро и да се запознаете. Токму преку соработката на Тоше со Синтезис дојде до спојување на современиот поп звук со етно елементите на Синтезис. Па би сакала да ве прашам, што за вас беше впечатливо во неговиот пристап, кон пристапот на Тоше кон музиката и уметноста? Па имено тоа што го кажав, значи Тоше е човек кој што имаше респект, прво домашно воспитување, респект кон традицијата, кон народните инструменти и не се срамеше да отпее народна песна, да каже дека е од Македонија. Тоа е привилегија. Па да. И од него можам слободно да кажам дека учеа и помладите генерации, меѓутоа беше пример за однесување и за повозрасните, односно по старата публика. Има ли некој момент од вашата соработка, заедничките проби, настапи, кој најмногу ви останал во сеќавање или некој специфичен момент на сцена кога сте настапувале заедно, да почувствувате дека се случува некаква магија помеѓу вас, помеѓу Тоше и Синтезис, како музичари и секако најверојатно знаел да ве насмее и да ви инспирира, како што тоа знаеше да го направи Тоше? Па има повеќе такви ситуации, еве, тука сме во близина на Универзалната сала, ќе кажам дека декември, сега не знам точно која година, имавме два концерти на 20 и 21 декември. Тој беше наш гост, бидејќи тоаш ги имавме снимено
Ој девојче и Жена балканска за неговиот албум. И иако беше болен, со температура, со треска, дојде како голем професионалец, се појави на двете вечери на настапот, без тоа да го примети публиката, да кажем. Тоа е професионалност и да имаш љубов кон тоа што го работиш. И кон самиот крај на разговорот би ве прашала накратко, по што ќе го паметите Тоше, или ако ве прашам, ако треба во една реченица да го опишете Тоше и како човек, и како пријател, и како музичар, која ќе биде таа? Па, човек со големо срце, кој што ги почитува сите и сакаше на сите да им помогне. Значи, тој делеше убави зборови, ве сакам, на секој концерт тоа беа негови зборови. Одржа многу хуманитарни концерти. Имаше и во вашата телевизија телеволтинзи за да се помага на одредени категории на луѓе. Даруваше и самиот крв. Значи, во секоја пора на општеството се трудеше да биде пример за добро однесување, што мислам дека е за чест и почит, за секаков респект, и треба да сме среќни што, еве, јас лично сум среќен што сум имал привилегија да го познавам и приватно, и да сме работеле заедно, да сме патувале, и можам да кажам само убави и прекрасни зборови за него. Гоце, ви благодарам многу за гостувањето во утринската денеска и убава можност еве да се подсетиме на вашата соработка со Тоше. Чувајте го споменот за него, сите ние ќе го чуваме споменот за Тоше Проески, нашата музичка звезда, музичка легенда која останува да живее преку неговите песни. Се заблагодарам.